Пчеларите во регионот се жалат на драстичен пат на приносот на мед оваа година. Како главни причини се наведуваат глобалното затоплување, наглите промени од влажно во сушно време, се појаките топлотни бранови и сушите. Ако претходните години едно пчелно семејство давало 20, сега пчеларите се радуваат и на добиени 6 килограми. Македонскиот мед може да се набави само од познати пчелари и неговата цена изнесува 350 и 400 динари за килограм, а поради нискиот принос оваа година најавуваат и можност големување на овие цени. Тоа е по потекло од беро, црнјо, значи 350 динара килото се, а има тенденција на покачување, сега немаме добиено извештај од колегите, иначе 350 динара сега. Година таа се истата цена, ланската и поланската цена. 400 денари. Скапа цената, него слабо мет има. Нема мет таа година, катастрофа е. На пазарите на југоистокот може да се најдат најразлични видови мед, вклучувајќи го и медот од костен и останатите пчелни производи кои исто така се многу барани. Медот кој се продава во маркетите не е со ист квалитет, бидејќи најчесто доаѓа од увоз. Ние продажба од Савали имам 40 тегли продадено и секој што е зимал па се враќа. Иначе има многу убав квалитетен мед, што се разбира, што се однесува за медо е многу убав. Имам и од костен, од мокрио, има ѓевѓелијски, тај белио што е, и црнио што е имам од беро, значи тај е боров мед го викат, али многу здрав, за лек го зимат. Таа е со прополис, овој овде е со прополис, и прополисот е од пчелите, од овој овде се прави прополис, тој се раствара, се прави во капки, во течна состојба и во тврда. Може да се направи во прав, може така да се стави во ракија, во алкохол, 96% алкохол, се прави и се става после према потребите. Увезениот мед ја урива продажната цена на македонскиот мед, истакнуваат надлежните, кои претпоставуваат дека се работи за околу 40 тони мед увезен од соседните држави само оваа година. Тие апелираат потрошувачите да купуваат од познати производители.